Неделава се одбележаа 9 децении од раѓањето на Петре М. Андреевски, академик, новинар, поет, писател, што го манипира во апостолите на современиот роман и поезија. За критичарите и истражувачите на современата македонска литература, романот Пирај. Племето наше е Пирај и не го ништи ни една војска. Колку сакаш кошкаја, корнија, кубија, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак оживува. Ке потера. Дали оваа тестаментална порака во Пирај е литература или убеденост во националниот непокор? Ова прашање и дилема е за почеток на мојата вечерашна соговорничка Оливера Ќорвезиовска, една од приредувачките на книгата посветена Книга за Петре. Добре дојдовте, ви благодарам за издвоеното време. Благодарам на поканата. И на почеток, моето прво прашање е: племето наше е Пирај и не го ништи ни една војска. Колку сакаш, кошкаја, корнија, кубија, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак оживува, ке потера. Оваа негова мисла, како и денеска да е актуелна. Без друго, ова е еден код на македонството и сите сме научени да се сместиме себе си, да се ситуираме во овие извадоци од Пирај. Впрочем, да се ситуираме сите како народ, како нација, да се идентификуваме со книжевното писмо на Петре М. Андреевски. Така што тоа што е наследство од Петре Андреевски и сето ова што го правиме подоцна, значи и по неговото физичко заминување, е некој наш тестамент, некоја наша должност и чест да продолжиме оттаму, од каде што застана со своето пишување Петре М. Андреевски. Што за вас остави белек или печат во времето на неговото дејствување, творење? Јас ја немав таа можност и привилегија да го познавам лично Петре М. Андреевски, но откако знам за себе, веројатно како сите луѓе што се занимаваме со оваа работа особено, што сме студирали и изучувале книжевност, секогаш ни бил некоја величина, не би рекла недосеглива, но би рекла една посакувана величина во секаков контекст и општествен, не само книжевен. Така што нашето книжевно образование, кое што на генерациите зборува мои, па и подоцнежни, како да имало некаков императив дека мора да ги познаваме и своите предци, базата во книжевноста во Македонија, за да можеме да продолжиме да создаваме, без друго, треба да се потпреме или да укажеме доволен респект на сето она што било зад нас. Ако ни се поклопеле времињата творечки, тоа е само една привилегија плюс. Но еве сме денеска во моментот, физички денеска се 9 децении од раѓањето, баш е денот 25 јуни, од раѓањето на Петре Андреевски и чествувањето на нашите најдобри дејци, најдобрите меѓу нас, може да има различна форма. Што повеќе ве инспирира кај Петре М. Андреевски? Нарацијата со говорот и речта на народот или поетиката во неговите стихови и реплики? Не би можела тоа да го издвојам. Впрочем, и кога ја приредував Книга за Петре, многу размислував дали да ставиме акцент на едно нешто од неговата творечка појавност и сватив дека не може да се оддели, бидејќи не можеме да кажеме што ни е позначајно од Петре М. Андреевски, разказите, романите, неговата поезија. Значи, целокупното творештво на Петре Андреевски всушност ни беше некоја предложка на која што сакавме да направиме наративен првенствено омаж, бидејќи под насловот на оваа чествувачка антологија е Сите лица на расказот. Значи, само во овој проект ставаме акцент на расказот, една форма која што е типична, но не единствена за творештвото на Петре М. Андреевски. Секоја негова реченица, стих или драмски диалог има по некоја антологиска мисла. Еве дел од безвременските цитати кои вака ги издвоив. Кога ја љубев Дениција, како да калемев светлина во мракот. Или Пирај, пријателот ти е роднина, кога самиот си го избираш. Од романот Тунел, сега дури сваќам дека и среќата и несреќата ги разбираме откако ќе нема со кого да ги делиме. Или
Лошото време го прават лошите луѓе. Вашите цитати се всушност базата, невидливото всушност врз кое се напишани, врз кое што се потпираат сите раскази во нашата книга за Петре. Ова е една идем пер идем постапка, значи пишувавме нова проза врз основа на претходното творештво, на секому знајното творештво на Петре Андреевски. И морам да ви кажам дека се добија многу интересни резултати, бидејќи писателите кои што учествуваа, сите 19-мина во книга за Петре, не ги знаеа расказите на другиот, додека ги пишуваа. Секој пишуваше само собствен расказ, а потоа уреднички, јас како приредувач имав привилегијата да ги гледам сите, и видов едно чудесно преплетување, бидејќи повеќемина современи писатели пишувале, например, за еден расказ, или за една реченица што велите, или за еден конкретен цитат од неговото творештво, и очекувам и самите автори во книга за Петре, која ќе ја читаат како целина, да може да видат какви се тие чудесни преплетувања, чудесни навраќања на она што е колективна меморија, на она што е заедничко обожавање и чествување на творештвото на Петре. Колку сите го знаеме всушност, за да можеме да надоградиме на него собствена книжевност. Поетската книга Деница е објавена 1968 година во време на студентските бунтови. Таа револуционерна година југословенските тајни служби беа потресени од така наречениот македонски национализам. Стихот тогаш гласеше: "Кога ја љубев Деница, како да учествува во создавањето на првата македонска држава", вели Петре М. Андреевски. Колку Андреевски беше дел од јадрото на македонскиот патриотизам, како Блаже Коневски, Анте Поповски или пак Гане Тодоровски? Без друго, тоа се нашите дејци кои што оставија трајно наследство, ни овозможија да се идентификуваме самите со себе и со нив и со својот народ во минатото, низ времињата во сегашноста и во иднината. Тоа е тоа јадро на македонството, на нашинството, на јазикот и на културната и секаква свест во најширока смисла. Јас секогаш се држам за она што е моја лична субспецијалност и интерес, тоа е книжевноста, но сето ова што го кажувате, со кое што без друго се согласувам, е предадено на еден начин и преку собствената книжевност, бидејќи писателите во основата имаат еден ангажман социјален, политички и секаков, но преку своите дела. Така што македонството на Петре Андреевски, како и на другите дејци кои што ги спомнавте, на Анте Поповски и на Гане Тодоровски, ни остануваат во една капсулирана форма преку неговата книжевност, и тоа е вистинското културно и книжевно богатство на овој народ, на нашиот македонскиот народ. Вие имате објавено, речиси, 15 книги, и една мисла сега ќе прочитам од вашата книга "Критика" или "На полпат молк". Објавување критика или проза на собствен приватен профил е исто како шивачка да излезе со својата машина од работилницата и среде плоштад, да крпи, да шие, коригира што кому му треба. Излегувањето на занаетот од дуќанот е сериозен проблем за професионализмот во нашата земја. Како едноставно веќе да го нема. Секој е стручен за се. Никој од нас не живее од она што вистински го знае и умее. Јас сум љубител на социјалните мрежи. Не сум човек кој што смета дека социјалните мрежи го загрозуваат издавачкиот простор. Но од друга страна сметам дека социјалните мрежи и приватните профили не може да бидат единствени да го исклучат она што е базично во нашата професија. Значи, треба да водиме сметка за балансот на едното и на другото, или самата себе си да се парафразирам од мојата последна критичка книга. Значи, шивачките може би надвор од својот занает, може би може да интервенираат нешто, меѓутоа не може да бидат надвор од своите дуќани и да работат кому што му треба. Но ова е една тема што би сакала вака да ја насочиме конкретно
за книгата, која што е предмет на интерес и малку чувствувам потреба сепак да се надоврзам и јас на вашата прекрасна емисија и разговор на Сергеј Андреевски, со Сергеј Андреевски, кој што и јас ја знам, веројатно како и повеќето гледачи на вашата емисија. Сакам да кажам дека книга за Петре сметавме оти нема да е целосен производ и немаше да ја долови лирската димензија, доколку не го ангажиравме и Сергеј Андреевски да биде дел од проектот, така што и корицата и внатрешните илустрации во книгата се дело на Сергеј Андреевски. Ова не е исклучок за нашата издавачка куќа, бидејќи Арс Ламина објави цела едиција преиздадени книги на Петре Андреевски, каде што ликовното лице на претходните книги од едицијата беа на Воскресија Андреевска, на внуката на Петре Андреевски, а овој пат 10-та книга во едицијата, нашата книга за Петре, е со ликовно лице на неговиот син. Во тоа заедништво на семејството Андреевски сметам дека е пратен еден символ, една порака, дека правиме лирски омаж, правиме нешто што го засега лично семејството, но и сите нас заедно. Секој е стручен за се. Никој од нас не живее од она што е вистински го знае. Дали мора да сме принудени да се прилагодуваме на амбиентот во кој функционираме и да работиме се и се што, а не она за што сме учеле. За жал е така. Во Македонија речиси не постојат професионални писатели, иако знаеме за сериозни успеси на нашата книжевност, таа е мапирана и на светската книжевна мапа. Значи имаме имиња, имавме и во минатот, имаме и во сегашноста, денеска, наши современици, кои што се многу попознати надвор од нашата средина, отколку во нашата средина. Не мислам дека тоа е некоја ексклузивна клетва или неправда само во Македонија, такво е времето и во регионот. Малкумина писатели живеат професионално само од својата работа, но, како да ви кажа, мора да се променат нештата поаѓајќи секој од себе. Да, мораме да работиме се што е многу сериозен збор, меѓутоа мора да работиме и работи што помалку ги знаеме, за да си дозволиме себе си, да си овозможиме да го работиме и она што најдобро го знаеме. Во балансот помеѓу едното и другото е нашата современост и мигот во кој што се наоѓа нашето општество, не само во Македонија и пошироко. Искрено се надевам дека ќе се коригираат работите, но и во ваква констелација мислам дека улогата на жртви, дека го правиме тоа што го правиме сите што се занимаваме со книжевна работа, па мораме да работиме нешто друго, треба и таа улога на жртва малку да се релативизира и преиспита, бидејќи секоја работа во надвор од основната дејност може и да придонесе до разноврсноста и до широчината на квалитетот на оне што го работиме. Така што улогата на жртва е нешто од кое што полека треба да излегуваме и да наоѓаме други начини, да се стремиме да живееме од она што најдобро знаеме да го правиме, но априори да не исклучуваме се друго како штета, некогаш и придобивка, конкретно за писател. Следите тренинг разговарам со писателката и приредувачка на книгата Книга за Петре со Оливера Ќорвезијовска. Важите за писателка која се бори за зачувување на македонскиот јазик. Дали пречестото користење на англицизам, обидите за оспорување на македонскиот јазик, всушност отвара простор и сомнеш за загриженост околу промовирањето и зачувувањето на македонскиот јазик? Никогаш картата на вистината не била повеќе во рацете на писателите отколку што е сега. Јазикот е средство на литературата, не постои книжевност, нели, без јазик. И припаѓаме на она книжевност на чиј што јазик пишуваме. Така што одбраната во наводници, немаме потреба да го браниме својот јазик, се додека имаме ваква книжевност каква што имаме, се додека имаме писатели какви што имаме, кои што пишуваат на македонски јазик. Така што одбраната, затоа ја ставам во наводници, не постои подобра одбрана од книга, од она што го правиме. Да, состојбата со нашиот јазик, со македонскиот јазик, последните години е позагрижувачка отколку претходно со тоа навлегување на англицизмите првенствено, и тоа не е лош процес во јазикот. Но треба да имаме контрола и само свест за јазикот, бидејќи без јазикот сме никој и ништо. Но пак ќе повторам. Госпоѓа Ќорвезијовска,
Вистински сум загрижена за македонскиот јазик. Дури се плашам да не го изгубиме јазикот како што ги губиме граѓаните од земјата. Се грижам за граѓаните што ги губиме од земјата. Ова е извадено од поширок контекст, не велам дека не се мои зборови, меѓутоа за јазикот не се плашам. Не се плашам додека постојат писателите, ќе кажам повторно, кои што пишуваме на овој јазик. Сето дека пишуваме на овој јазик ваква книжевност каква што пишуваме, јазикот нема да го изгубиме. А тоа што ги губиме граѓаните, ако малку не плаши дека со загуба на граѓаните полека и го губиме јазикот, тоа би било многу страшно, но се надевам дека тоа нема да ни се случи никогаш. Книжевноста е бедем за нашиот јазик и на него треба да бидеме сега, да го сакаме, да внимаваме и првенствено да го негуваме. Кои стереотипи најмногу ви пречат? Бидејќи вие во една прилика велите ми пречат стереотипите во општеството. Дека од стереотипите во општеството најмногу ми пречи тоа дека успешните се снајдени, а помалку успешните се неснајдени. Тоа е стереотип, ако некој е ербап и е успешен, а некој што е по-дефанзивен и неуспешен, не може да се мерат на искантар. Бидејќи успехот е општествена категорија, а нешто друго подразбира и лични валенции. Стереотипите во општеството, поделбата на црно-бело, на плюс и минус, е тоа што ми пречи. Се надевам и мислам и сум сигурна дека им пречи на многумина. Значи, помеѓу црното и белото, помеѓу плюс и минус, има цели светови. Помеѓу едното и другото е всушност суштината и треба да се занимаваме со тоа. И плюсот е екстрем и минусот е екстрем. Сето помеѓу нив е нашата суштина. Бегање од проблемите, решение или самозалажување? Бегање од проблемите е лесното нешто да побегнеме од тоа што не мачи. Проблемите некојаш не може да се решат, па луѓето сите бегаме од нив. Но и неучествувањето во бегството и неучествувањето во сопствената заложба се исто форми на отпор. Така што секој може да го најде патот за излегување од проблемот. Не мислам дека треба некоја специјална општествена стратегија, може би и треба, но секој треба внатре во себе да ги најде клучевите за излез од проблемот. Ова прашање ви го поставив во насока на една ваша претходна констатација, ме вознемирува префрлувањето на одговорноста на општествените улоги и на животните обврски. Да. Кога зборуваме лош македонски јазик, сите велиме лоши се учителките, лоша е наставата. Ретко велиме дека сме лоши како родители. Па велиме виновен е за нешто некој друг, никогаш не самите. Но морам да кажам дека чувствувам потреба и фокусот на овој разговор да биде низ призмата на Петре Андреевски, а не низ моја лична призма, бидејќи се доживувам себе си, барем во констелацијата сега и во овој свечен ден на 90 години од роѓањето на Петре Андреевски, како човек кој што длабоко верува дека не постои иднина без минато, не постои нова современа македонска книжевност без почитување на традицијата наназад. И кога зборуваме за стереотипи, кога ме прашавте, повторно да го нагласам истото, не постои книжевност со најмладите писатели денеска, која што не ја знае книжевноста наназад, од која што всушност се покажала како ластар. Континуитетот во нештата е она што ни дава право на надеж дека нештата ќе бидат подобри. Не почнува македонската книжевност со најмладите писатели. Македонската книжевност трае одамна, а најмладите писатели се само фиданките кои што треба да се негуваат. Без наназад, без познавање на својата книжевна и друга историја, не верувам во никаква можна иднина, дури ни до удобна сегашност. Мора да знаете што е зад вас, за да знаете кон каде да се движите. Остана ли моќ во книжевноста која може или мора или треба да ги менува работите во општеството? Без друго, инаку не би се занимавале со ова работа. Книжевноста есенцијално носи големо количество на самобитност и на знаење. А без самобитност и без знаење
Не можеме да правиме ништо во општеството, секако и во книжевноста што самите работиме. Знаењето мора да се врати во нашето секојдневие. Знаењето, познавањето на тоа што било пред нас. Ништо не почнува со нас и ништо не продолжува со нас. Почнало одамна со нашите предци, ќе продолжи со нашите наследници. Секоја генерација е трансфер меѓу она што било и она што допрва ќе биде. Ако нема простор за сомнеш, ниту стравување околу постоењето на македонскиот јазик, зошто постојат обиди и се почесто слушаме во јавноста дека треба да работиме во зачувување на македонскиот јазичен и културен идентитет? Тоа се широки политички контексти, без друго државата мора да се грижи за тоа. Јас не се занимавам со политика, но меѓутоа не сметам дека никој од културните дејци па и писателите не би требало да биде тотално аполитичен, бидејќи не постои тоа. Значи, државата треба да има стратегии за зачувување на јазикот, но треба и секој од нас да има однос кон сопствениот јазик, кон македонскиот јазик, така што спрегата меѓу едното и другото е нешто што сметам дека треба да даде позитивен резултат. Ако самите не работиме на сопствениот јазик, не можеме да очекуваме некој друг, макар и тоа да биде државата, да работи на јазикот. Значи, воопшто не сметам никако лингвист, никако книжевник, дека треба некако специјално да го браниме јазикот. Не се брани нешто што постои. Го браниме со тоа што пишуваме на него, се надевам и врвна книжевност. Благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата Ви Тренинг. благодарам вам. Кратка пауза за реклами и продолжуваме понатаму со останатите содржини за овој издание на Тренинг. Следете на.